Наместо во Центарот за култура како минатата година, свеченоста по повод денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември. Тетовци ќе ја проследат во своите домови пред малите екрани на радиофреквенција. Во предвечерието на празникот во 20 часот на телевизија Кисиме Нада, Канал Плюс Форте Радио, како и преку лајв стримот на YouTube каналот Слободно Тетово, ќе биде емитувана програма исполнета со музика, театар и историја. Ние решивме да не ги оставиме граѓаните без овој значаен празник за нашите тетовчани, да приготвиме пригодна програма која ќе се емитува на вашата телевизија, во која ќе има доста музика, игра, забави и се разбира од меморијален перформанс ќе биде достапна за нашите граѓани кои ќе можат да ја проследат оваа програма на 18 ноември во 20 часот. Тоа е во среда. Овој празник, 19 ноември, го одбележуваме навистина во тешки временски услови во време на пандемија COVID-19. Меѓутоа, имаме желба и намера да им доловиме со оглед на тоа што минатата година ни беше јубилејна и сметаме дека тоа беше навистина изведено на еден прекрасен начин, барем малку од тоа да не ги оставиме тетовчани сиромашни, а да можат во кругот на своите семејства да ја проследат оваа наша програма. Годинава се одбележуваат 76 години од ослободувањето на Тетово. Веќе народот ја чувствуваше слободата, градот беше слободен, секаде се слушаше песма и ора на еден ваков значаен датум кога беше навистина ослободено Тетово. Со тоа не само тетовчани и целата наша земја ја чувствуваја слободата. Овде би сакал да напоменем и дека заслуги за тоа имаат сите граѓани кои се вклучија во народно-ослободителната и антифашистичка борба, дека учеството на 15-тиот корпус и 41-та и 48-та дивизија учествуваја во ослободувањето на нашиот град и ни ја донесува оваа долго очекувана слобода во овој период. На денот на празникот на 19 ноември, пред споменикот на револуцијата во Тетово, свежо цвеќе ќе положат неколку делегации, но со почитување на мерките за заштита и според здравствените протоколи во услови на пандемија.